Со низа комеморативни, духовни и културни настани, Кочани и регионот ќе одбележат првата годишнина од трагичниот пожар во дискотеката Пулс, кој се случи на 16 март 2025 година и во кој животот го загубија 63 млади луѓе. Одбележувањето, организирано од Сдруженијето на граѓани 16 март и општина Кочани, ќе се одржи од 14 до 16 март и ќе опфати програма со литургии, спортски и културни настани, меморијални активности и комеморации посветени на сеќавањето на загинатите. Значи, започнуваме на 14 март, сабота, во 8 часот, во црковниот храм Свети Ѓорги Великомаченик, каде ќе чиноначелствува архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, заедно со владиката Иларион од Брегалничката епархија. Во 10:45 ќе оддадеме почит и ќе има трисаѓа за упокоените на градските гробишта во Кочани. Следниот ден на 15 март, недела, ќе се реализираат повеќе меморијални и спортски активности. Недела, 15 март, започнуваме со велосипедска тура, започнуваме со трчење, започнуваме со турнир во кошарка помеѓу повредените и пешачење на Пониква, на релација Пониква, врв Панаѓур, повторно Пониква. Во 13:30 часот во паркот на Револуцијата, Националната установа Центар за култура Бели Мугри, започнуваме со музичко-балетски перформанс од мотото Кочани ви благодари. 17 часот концерт на Марио Виденовски трио Мевлен, 17:30 промоција на книга, во 18 часот заедничко дружење со сите посетители. Централното одбележување е предвидено за 16 март, понеделник, кога пред дискотеката Пулс во периодот од 2:15 до 2 часот и 32 минути ќе се одржи символичниот настан Светлина што останува. Понеделник, 16 март 2026, во 2:15 ќе оддадеме почит пред Пулс под мотото 2:32 Светлина што останува. Во 8:45 во градскиот парк 63 бели столчиња, 63 животи. Започнуваме со настан со оддавање на почит на прерано починатите дечиња. Во 9 часот прием на гости и делегации. Во 10 часот молитва за упокоени. Во 10:30 ден на сеќавање 16 март комеморативен настан. 12:30 меморијал недовршени соништа. Секој име и нечии свет. Со цел достојно одбележување на годишнината од трагедијата во Кочани, градоначалникот на Кочани Владко Грозданов на денешната пресконференција упати и апел до граѓаните, но и до сите работодавачи и институции. Поштувани сограѓани, еден апел до сите, ве замолувам во деновите што ги најавивме, сите кочанчани да се движите пеш или со велосипеди. Дозволете делегациите кои ќе го посетат нашиот град и ќе одадат почита кон сите нас, да се движат послободно, покометно, каде во соработка со МВР ќе има регулирање на посебен сообраќаен режим. Друга моја препорака до сите институции, јавни, приватни, сите правни субјекти и сите чинители кои работат во овој град. Ослободете ги вработените во периодот во кој следува, за да сите заедно, достоинствено, честно оддадеме почит и благодарност на овој настан. Во чест на загинатите, комеморативен настан ќе се одржи и во Виница, по повод една година од трагедијата. Општина Виница на 15 март во 19 часот во киносалата при Домот на културата Тоша Арсов организира вечер на сеќавање за виничанките Ана и Моника, кои ги загубија животите во пожарот.
Со тивко сеќавање, молитва и заедничка почит, граѓаните ќе им оддадат достојна почит на сите жртви, потсетувајќи дека нивните животи и соништа за секогаш ќе останат во колективната меморија на заедницата.